Кратки најави за денес. Сметките за струја достигаат вртоглави износи за општината и јавните предпријатија. Засилени инспекцијски контроли во Охридско-Струшкиот регион. Се бележи пад од околу 30% од заболени, реинфицирани, хоспитализирани и починати лица од COVID-19. Жителите од Лакочере најавуваат протест против еврејската група Лев Такор, која се смести во нивното село. САД и Европската Унија најавија економски санкции за Русија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а над 1000 метри врнежи од снег. Максималната дневна температура 7 степени. Во текот на ноќта кон среда врнежи од снег и над 800 метри надморска висина. Во среда над западна централна Европа стабилно со зголемена облачност. Стабилно ќе биде и во источна Европа, а над северозападна и северозападна Европа силен ветер со брзина и до 100 км на час. Над Алпите се очекуваат врнежи од снега, на југ од Балканот врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре времето умерено облачно со сончеви периоди, проследени со ветер и релативно топло за овој период од годината. Во источните делови од Балканот врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 8 до 15 степени. Во Македонија во среда, во текот на ноќта вторник кон среда, врнежите од дожд ќе престанат. Во текот на денот среда ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, но ветровито попладне ќе дојде до намалување на облачноста, а ќе биде сончево време. Минималните од -4 до 5, максималните дневни од 6 до 15 степени. Во Охрид во среда времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и релативно топло за овој период од годината, минималната 1, дневната 9. Во четврток и петок студено утро, температура -1, односно -4, а во текот на денот сончево и топло време. Максималните дневни 9, односно 10. Во сабота времето ќе биде умерено облачно во Охрид, ќе има и повремени сончеви периоди, температурата до 8 степени Целзиусови. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Хроно. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Сликај, сними, испрати на Ти си твојот град @tvmm.mk и доби подарок. Секој ден доделуваме вредносен ваучер од Маркет Кипер, Пицерија Леонардо, Бако, Лаунջ бар Октава, кебапчилница Вкусно или незаборавно крстарење по Охридското езеро со брод Армада. Затоа што
Ти си твојот град. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Во општината и јавните предпријатија сметките за електрична енергија достигнаа вртоглави износи. Посебно е загрижувачка состојбата во јавното предпријатие Водовод. Охридскиот градоначалник решение од кризата гледа во субвенции од владата или отстапување на поголем месечен поврат на средствата од државата на сметка на општините. Енергетската криза тропа на вратата од општина Охрид и јавните предпријатија. Сметките за струја достигнуваат вртоглави износи кои не може да се подмират од сопствени извори. Во моментов општината и двете јавни предпријатија Водовод и Билјанин извори немаат потпишан договор со добавувач на електрична енергија. Градоначалникот Пецаков очекува помош од државата за да се реши проблемот со кој се соочуваат сите општини и јавни предпријатија во Засилени инспекцијски контроли во Охридско-Струшкиот регион. Државниот пазарен инспекторат, управата за јавни приходи и полицијата ги чешлаат кафулињата и рестораните. Најчестите прекршоци кои се констатирани се непочитување на Законот за заштита од пушење, присуство на малолетници, како и немање вакцинални сертификати. Засилени координирани инспекцијски контроли во угостителските објекти. Државниот пазарен инспекторат, управата за јавни приходи и полицијата ги чешлаат кафулината и рестораните. Најчестите прекршоци кои што се констатирани се непочитување на Законот за заштита од пушење, присуство на малолетници и немање вакцинални сертификати. Изминатиот викенд инспекцијски контроли беа спроведени во Охридско-Струшкиот регион, ноќта на 18 од 22 часот до 2 часот наутро. Во Охрид надзор е извршен во 13 објекти, додека во Струга во истиот период инспекторите извршиле контрола во 9 објекти. Полициските службеници од СВР Охрид и припадниците на Државниот пазарен инспекторат во изминатиот период извршија интензивни контроли по угостителските објекти во Охрид. Целта е да се контролира нивното работење согласно законските одредби, но и да се применат други мерки кои што ќе треба да значат контрола дали пред се во угостителските објекти има регистрирано нарушен јавен ред и мир, дали се присутни малолетни лица после 24 часот, но и други мерки кои што се во согласност со законското работење на полициските службеници. Претходните викенди во акцијски контроли на полицијата и инспекцијските служби на територијата на Охрид извршени се 8 акцијски контроли, а беа казнети 6 угостители. Во 5 угостителски објекти затекнати се лица, присуство на лица малолетници кои што после 24 часот престојуваат во објектот и консумираат алкохол. Против правниот субјект и против одговорното лице во правниот субјект поднесени се соодветни пријави. Во еден угостителски објект евидентиран е нарушен јавен ред и мир, при што против сторителот поднесена е соодветна пријава. Во оваа насока, со цел задржување на стабилната и поволна безбедносна состојба на подрачјето на СВР Охрид, полициските службеници самостојно, но и во координација со Државниот пазарен инспекторат и другите надлежни служби ќе вршат соодветни контроли. Во периодот од 7.2 до 13.2 годинава од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 653 надзори и 831 контрола на целата територија на Република Македонија. Во овој временски период издадени се вкупно 125 решенија и 23 прекршочни пријави, а затворени се 7 објекти. Инспекцијските служби најавуваат засилени контроли и во следниот период.
Пад од околу 30% изминатата недела бележат бројките на заболени, реинфицирани, хоспитализирани и починати лица од COVID-19 во земјава во однос на претходната седмица, покажува извештајот на Институтот за јавно здравје за периодот од 14 до 20 февруари. Во периодот од 14 до 20 февруари регистрирани се 6119 нови позитивни ковид случаи, што е за 29,2% помалку во однос на претходната недела. Процентот на позитивни случаи се движи од 16,7 до 31,1%, просечно 25,8%. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, за 11% е намален бројот на тестирања. Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи, со најзабележителен пат од 31,5% кај возрастната група од 20 до 29 години и 31,2% кај лицата на возраст од 50 до 59. Минатата недела се оздравени се 8797 лица, а вкупно се пријавени 863 реинфекции со намалување од скоро 30% во однос на недела претходно. Се намалува и бројот на луѓе на болничко лекување. Според извештаите од болниците моментално се хоспитализирани 484 лица, 30% помалку во споредба со претходната недела. Од нив 297 се на кислородна поддршка, 11 на механичка вентилација. Пријавени се 106 смртни случаи во 23 градови за 27,9% помалку во однос на претходните 7 дена. Над 95% од починатите се на возраст над 60 години. Комисијата за заразни болести донесе одлука за предлог на две нови мерки кои што ќе ги проследи до кризниот штаб и владата. Веста соопшти портпаролот на комисијата доктор Влате Мехмедовиќ. Првата се однесува на укинување на задолжителното поседување на негативен ПСР тест или потврда за прележаност и вакцинација при излез од земјата. Втората е да се укине ослободувањето од работа за бремените жени. Комисијата денес донесе заклучоци и предложи две мерки до министерот за здравство, кои што понатаму ќе треба да се проследат до генералниот координативен кризен штаб и до владата. Првата мерка се однесува на укинувањето на задолжителното поседување на негативен ПСР тест или потврда за прележаност или вакцинација при излез од земјата. Тука би сакал да направам односно да објаснам. Тоа не значи дека во земјите каде што ќе биде потребно да поседувате ПСР тест или ковид сертификат дека сте вакцинирани или прележани, дека таму нема да ви се бара, туку напротив, дека при излез од земја она мерка која што беше введена во текот на минатата година, дека треба да поседувате и да ги покажете на нашите гранични органи, таквата мерка се укинува. Втората мерка се однесува на бремените жени и предлогот до министерот за здравство е да се укине ослободувањето од работа за бремените жени, согласно препораките од релевантни институции и од примерите во светот во кои што силно се препорачува бремените жени кои што планираат бременост, се бремени или дојат да се вакцинираат и на тој начин да го заштитат своето здравје. Жителите на охридското село Лакочереј најавуваат протести откако од вчера еврејската група Лев Тахор се сместила во нивното село. Велат вознемирени се и уплашени. До утре му даваат ултиматум на собственикот на објектот да ги избрка членовите на Лев Тахор. Во спротивно, од утре ќе протестираат и нема да ги пуштат на училиште нивните деца. Членовите на еврејската религиозна група Лев Тахор, кои претходно престојуваа во Куманово и Скопје, од вчера се во охридското село Лакочереј, тврдат мештаните. Според нив групата од 38 членови, повеќето од нив малолетни деца, е сместена во еден хотел во Горно Лакочереј. Вознемирени и уплашени за безбедноста, жителите на селото излегоа на улица со барање да се исели групата, оти се плашеле за нивната безбедност. Доколку не се случи тоа, најавуваат масовни протести. Цело село е вознемирено. Значи толку се прв пат во мојот живот, во мои 60 години, јас го гледам селово толку вознемирено, толку загрижено, толку уплашено. Значи прв пат во мојот живот се толку уплашени луѓево и бараат начин селото како луѓево да се дислоцираат од нашево село. Луѓето како луѓе ние нити сакаме да ги малтретираме, нити само бараме дислокација, пошто гледаме од медиуми, пратиме медиуми, сиве портали дека
ова група не е пожелна никаде. Значи не е пожелна никаде, а од тој страф не сакам и тука да биде присутна. Нив ги бие некој глас, викаат дека киднапирале деца. Тоа немојме да тврдиме ние. Значи немојме да тврдиме, него од тие причини селово ни е чисто национално село, религиозно село. Не е случајно по мене избрано баш ова село со 5 цркви, религиозно село, православно село. Воедно и имиџов и на градов се нарушува. Сведоци биле кога групата со полициска придружба пристигнала во селото и побараа надлежните итно да ги дислоцираат. Видовме кога се истовараа со автобусот Делфина Турс, со пратња со полициска кола, полициски службеници, докато ги носеа, се истовараа куфери, сите тие работи. Беа со деца? Со деца беа, мажи, жени, деца, имаше малички дечиња по. Тие што ги видов по 7-8 години беа дечиња, до 10 години имаше малички деца. А се шета низ село или уште ги немате? Низ село не се излезени. Немојме ние сега да измислуваме. Така. Тие се во хотелот сместени. Прво не знаеме до кога, кој се, што се, колку се, зошто се. Значи, доколку не ги дислоцираат од тука, најавувате протести. Да, обавезно. Да. Цело село ќе излезе. Цело село и јас мислам дека и пошироко. Засегнат е и градот, не само Горно Лакочере, засегнат цел град. Значи, од Куманово ги избрка, ги дислоцира. Од Тетово вчера ги дислоцира. По информации што слушнавме, требало да дојдат во 2 бисера, као им било скапо. Ќе се организираме со протести, но без физички видвење со луѓе во пресметки. Да. Иако како што претходно соопшти од МВР, членовите на групата имаат легални патни исправи и одобрен привремен престој во Македонија. Верниците најпрво во Куманово, а потоа и во Скопје предизвикаа лавина негативни реакции и говор на омраза на социјалните мрежи, како и напади со фрлање јајца и камења, поради што полицијата мораше да ги чува. Групата не представува никаква опасност и апелираме на толеранција и солидарност кон истите, соопшти од МВР, а од Охридската полиција кратко кажаа дека до овој момент нема ниту пријава, ниту поплака за вакви лица на територијата на општина Охрид. Инаку групата претходно не беше прифатена ниту во Босна и Херцеговина, од каде заминаа неодамна. Во неа членуваат американски, канадски, белгиски и граѓани од Јужна Америка. Кај нас пристигнаа на 5 февруари, најпрво во Куманово. Лев Тахор е еврејска религиозна група основана во 1988 година, која брои 250 членови. Честото селење е типично за групата, па така освен во Македонија и Босна и Херцеговина одреден период престојувале во САД, Канада, Израел и Романија. Оваа година ќе се реновираат неколку охридски училишта. Станува збор за основните училишта Христо Узунов, Братство, Единство и Свети Наум Охридски во селото Пештани. Градежни активности ќе има и на средното стручно училиште Свети Кирил и Методи. За негова реконструкција се обезбедени 9 милиони денари. Меѓу обемните зафати кои се планираат има и целосна обнова на дотраената електрична инсталација, најави охридскиот градоначалник Кирил Пецаков. Имаме промена и поставување на термофасада која што ќе продолжи, односно ќе биде во состојание да тоа што треба представува заштита на електричната енергија, реновирање на кровот на самото училиште, промена на внатрешната столарија и едноставно ќе добиваме функционално училиште, ќе е обезбедена проектната документација, односно тендерската документација, ќе се објави тендер за промена на начинот на кој што се греат во училиште на нафта, ќе биде по принципот на топлинските пумпи и третиот дел кој што ќе заокружи реновирањето на самото училиште, секако дека ќе биде партерното уредување на дворот. Енергетската криза тропа на вратата од општина Охрид и јавните предпријатија. Сметките за струја достигнуваат вртоглави износи кои не може да се подмират од сопствени извори. Во моментов општината и двете јавни предпријатија, Водовод и Билјанин извори, немаат подпишан договор со добавувач на електрична енергија. Градоначалникот Пецаков очекува помош од државата за да се реши проблемот со кој се соочуваат сите општини и јавни предпријатија во државата.
Ние сме на работна екзистенција како јавно предпријатие и да би сме во дилема или како во комунизмот да имаме рестрикции на вода или пак воопшто да нема вода или вработените нема да може да земат плата. При тоа владата нема никаков слух за интервенција на односно за помагање би рекол на самите општини и локални самоуправи како заедница на единиците на локални самоуправи и јас како член на управниот одбор веќе го направивме и првиот, па би рекол и вториот чекор, сега очекуваме една седница на која што би не примиле сите членови на управниот одбор на единиците на локална самоуправа и да видиме што може реално државата помогне. Градоначалникот Пецаков е посебно загрижен за високите сметки кои пристигаат во јавното предпријатие Водовод. Во моментов не е доведено во прашање водоснабдувањето со вода за пиење на градот поради поволната хидролошка состојба, но неизвестна ќе е состојбата во летниот период. На предпријатието околу 10 до 11 милиони месечно, само 6,5 до 7 милиони струја тешко дека би се издржало, посебно што во овој период резервоарите се веќе исполнати со вода заради нивото на врнежи, а секако и од дожд и од снег, и е многу поедноставно и пумпите помалце работа за да донесат водата во резервоарите. Веќе кога ќе дојде летниот период, овие сметки се очекуваат да се минимум 10-кратно поголеми. Јас навистина не знам како ќе функционираме без владата да има било каков слух. Охридскиот градоначалник Пецаков излезе од оваа тешка енергетска криза, гледа во децентрализација на општините. Спасот е во поголем месечен поврат на средствата од државата на сметка на општините. Тоа ќе значи можност да се располагаат со повеќе средства за покривање на трошоците и за вложување во инвестиции од интерес на граѓаните. Повеќе финансиски средства за фестивалот Охридско лето и за градската библиотека. И од едната и од другата установа задоволни од висината на средствата. Ветуваат реализација на повеќе проекти и подобрување на условите за работа во овие установи. Националната установа фестивалот Охридско лето за реализација на годинешната уметничка програма на фестивалот кој традиционално се одржува од 12 јули до 20 август од Министерството за култура доби 32 милиони денари. Значително повисока сума за разлика од изминатите 2 години кога финансиската поддршка изнесуваше околу 20 милиони. Финансиската поддршка која ја добиваме од Министерството за култура за реализација на 40 фестивалски денови за нас е многу значајна и токму затоа сме благодарни што годинава се издвоени средства кои доликуваат на ваква значајна музичко-сценска манифестација, вели директорката на Охридско лето Наташа Поповиќ. Во годинешното фестивалско издание ќе има повеќе од 50 настани со 1000 уметници, но деталите по традиција ќе бидат објавени на официјалната пресконференција планирана во месец мај. Поповиќ вели дека уметничката програма за Охридско лето 2022 е веќе завршена. Во тек се активности за средување, опремување и адаптација на сцените и сценските простори за реализација на сценско-техничкиот дел на фестивалот. И во Националната установа Библиотека Григор Парличев од Охрид задоволни со доделените средства во висина од 1.400.000 денари со кои Министерството за култура ќе учествува во финансирањето на годишната програма за работа од областа на библиотечната и издавачката дејност. Според зборовите на директорот на библиотеката, магистер Милчо Јовановски, најмногу пари ќе одлеат во основната дејност на библиотеката или збогатувањето на книжниот фонд. Стручната комисија на установата за набавка на нови книги во оделението за возрастни ќе има буџет од 300.000, а за деца во 150.000 денари. Книгите ќе се набавуваат по пат на јавна набавка и во неколку наврати со цел да се следи актуелната издавачка продукција. Годинава повеќе средства библиотеката доби за обуки на вработените и набавка на 2 компјутери, печатач и заштита на оштетени стари раритетни книги по пат на конзервација и реставрација. Во областа на издавачката дејност и литературата, ресорното министерство одобри 2 проекти кои ќе ги работат тимови одработени во установата. Збирка на Прличевите слова во ракопис и монографија 70 години национална установа библиотека Григор Прличев од Охрид. Останатите средства наменети ќе бидат за покривање на материјалните трошоци на библиотеката, електрична енергија и други комунални трошоци, вели Јовановски. На првиот куп во гаѓање со воздушно оружје од меѓународната програма одржан викендов во Скопје, охридските млади стрелци забележаа значителни резултати.
14-годишниот Климент Мостров од стрелачкиот клуб Лихнидос на првиот куп во гаѓање со воздушно оружје од меѓународната програма кој викендов се одржа во Скопје се пласира на првата позиција во јуниорската категорија во дисциплина пиштол. Тој со резултат од 515 круга во севкупен пласман мажија зазеде петтата позиција со ист број кругови со четврт пласирањето Велибор Баловски од истиот клуб во истата дисциплина во сениорки. Валентина Гожовска од истиот клуб се пласира на третата позиција со резултат од 525 круга, 7 помалку од второ пласираната сениорка. Во дисциплината воздушна пушка Бојан Спасеновски се пласира во втората позиција со резултат од 597,9 круга. Никола Спировски заврши на деветата позиција со резултат од 555,6 круга, додека Баловски Кристијан од стрелачкиот клуб од Охрид се пласира на 17-та позиција со резултат од 504,8 круга. Во јуниорската категорија Јована Милевска од стрелачкиот клуб Охрид се пласира на 6-та позиција со резултат од 596 кругови. Мартина Петровска на првата позиција во сениорки пушка, односно на 9-та позиција во севкупен пласман жени. Ива Маленко заврши на 12-та позиција, Калина Чепуњовска на 14-та, Марија Вангеловска беше 16-та, Емилија Алексовска на 19-тото место, а свој прв настап имаше и Драгана Локовска која заврши на 21-та позиција. Во дисциплина пиштол свој прв настап имаше и младата Стефанија Велјановска која се пласира на 4-та позиција во јуниорска категорија, 7-ма позиција во севкупен пласман жени. Во продолжение вестите од светот. Министрите за надворешни работи на Европската Унија денес се очекува да усвојат санкции против Русија поради нејзиното признавање на украинските сепаратистички региони и на тамошно распоредување на војници на територијата на Украина, изјави шефот за надворешна политика на блокот Жозеф Борел. Сигурен сум дека ќе има едногласна одлука. Според Борел, попладнево се очекува одлука за санкции. Американскиот председател Џозеф Бајден пак синоќа потпиша извршна уредба со која се забрануваат инвестиции, трговија и финансирање кои би ги извршувале граѓаните на САД со одцепените региони во источна Украина. Тој изјави дека САД ги продолжуваат консултациите со сојузниците, партнерите и Украина за следните чекори. По само неколку часа од признавањето на независноста на проруските украински области Донецк и Луганск, Путин нареди влез на војската во воисточен дел од Украина, а според рускиот председател трупите само ќе изведуваат мировни функции. За Америка оваа изјава е бесмислица. Мексиканската армија заплени 3 тони кокаин во близина на мексиканскиот брег. Огромното количество кокаин е запленето со помош на воен хеликоптер кој успеал да го стигне швајцарскиот брод на 68 наутички милји од Кабо Сан Лукас. Последната голема заплена на кокаин во Централна и Јужна Америка беше на почетокот на февруари, кога колумбиската морнарица заплени пловило со 4 тони кокаин. Полицајците пресретнаа 15-метарска полуподморница на пат кон Централна Америка, а властите веле дека пратката е вредна околу $150 милиони. Ова е најголема ваква пратка запленета од пацифичките поморски сили во последните 2 години. Најмалку 60 лица загинаа, десетици се повредени во експлозија во неофицијален рудник за злато во југозападниот дел на Буркина Фасо, објавија локалните медиуми, повикувајќи се на изјави на официјални лица во областа. Високомесар на провинцијата Пони, во која се случил инцидентот, изјави дека засега не е позната причината за несреќата и не се знае каков ископ на злато се вршел во рудникот. Буркина Фасо има големи рудници за злато со кои управуваат меѓународни компании и стотици помали неофицијални кои работат без регулација и надзор. Најголемиот активен вулкан во Европа е Етна испушти чад и пепел во нова ерупција вчера, поради што денес накратко беше затворен аеродромот Катања на Сицилија. Облакот од пепел се издигнал 10 километри во воздухот над кратерот југоисточно од вулканот. На тоа објави Националниот институт за геофизика и вулканологија. Меѓународниот аеродром Винченцо Белини во Катања, кој се наоѓа во близина на вулканот, е затворен 2 часа со 3324 метри. Етна е највисокиот активен вулкан во Европа и често еруптира во изминатите 500.000 години. Заврши првиот дневник на ТВМ, ви благодарам што не следевте. Пријатно.